Колеги, пред да ја почнам седницата, сакам да се заблагодарам на Советот за добрата соработка, конструктивноста. Една година правиме од мандатот, воедно да им честитам роѓен ден нашите колеги, драги колеги, и да им посакаме само убави моменти. Исто ви го посакаме и вас до истокот на мандатот и да се заблагодарам како председател на Совет што даваме поддршка на градоначалникот и едногласноста во односењето на позитивните одлуки. Благодарам. И ја отварам седницата. Ја отварам 18-та седница на Совет на општина Кавадач закажана за денес. На седницата присуствуваат 18 советници, отсутен еден. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен е и записник од 17-та седница на Совет на општина Кавадаци, одржан на ден 31.10.2018 година. Дали има забелешки по записникот од 17-та седница на Совет на општина Кавадаци, одржан на ден 31.10.2018 година? Кој е за усвојување на записникот од 17-та седница на Совет на општина Кавадаци? За едногласно, благодарам. Со решение за свикување на денешната седница доставен е и записник од 7-та воредна седница на Совет на општина Кавадач, одржан на ден 6.11.2018 година. Дали има забелешки по записникот од 7-та воредна седница на Совет на општина Кавадач, одржан на 6.11.2018 година? Ве молам кој е за усвојување на записникот од 7-та воредна седница на Совет на општина Кавадач. Едногласно, благодарам. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Прва точка, предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадаци за 2018 година. Втора точка, предлог одлука под ред, се извинувам, има предлог одлука за распределба на средства од буџет на општина Кавадаци за 2019 година. Значи точките 2, 3 и 4 се во една точка. Точка број 3. Предлог одлука за усвојување на физибита студија за финансирање на правна рамка за вршење на дејност зонско паркирање во општина Кавадаци од страна на јавното претпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Четврта точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за јавни паркиралишта од значење за општина Кавадаци. Пета точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на зонско паркирање за подрачјето на град Кавадаци. Шеста точка. Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање на зонско паркирање на територија на општина Кавадаци. Седма точка. Предлог одлука за престанок на важење на одлука за утврдување на тарифа на остварување и чување на непривично паркирани возила на територија на град Кавадаци. Седма точка. Одлука за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање на зонско паркирање на територија на општина Кавадаци, донесено од управен одбор на јавно претпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Девета точка. Одлука за утврдување на тарифа на отстранување на чување на неправилно паркирани возила на територија на град Кавадаци, донесено од управен одбор на јавно претпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Десета точка. Предлог правилник за начинот на отстранување на и преместување неправилно запрени или паркирани возила и приколки и нивно чување, донесено од управен одбор на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. 11 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадаци за 2018 година. 12 точка. Предлог одлука за одредување на проектот приспособување на патишта, пратна инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во локалитетот Моклишко езеро при проектиран проект на општина Кавадаци. Приоритетен проект на општина Кавадаци. 13 точка. Предлог одлука за давање согласност за намена на инвестиција, приспособување на патна инфраструктура и пристап до земјоделско земјиште во локалитетот Моклишко езеро. 14 точка.
Предлог одлука за давање под закуп на недвижна ствар на КП број 2699 КО Марина во собственост на општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање. 15 точка. Одлука за расход на компјутерска опрема и електронски отпад со архивски број 02-355/5 од 19.10.2018 година, донесена на седница на училишен одбор на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадаци. 16 точка. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за ослободување од пресметување на камата за задочното плаќање на долг на физички лица, корисници на комунални услуги и трошоци во постапка спроведена пред надлежен суд или нотар број 02-1110/4 од 24.9.2018 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 17 точка. Предлог решение за разрешување и именување на члени на Општински совет за безбедност на сообраќај и патишта. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневен ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за примање донација, проектна документација за јавно осветлување на Општина Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 18, предлог одлука за примање донација, проектна документација за јавно осветлување во Општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: барање со архивски број 07-3021 од 30.10.2018 година за согласно за примање на процент за распределба на приходите стекнати од партиципација на корисниците на услугите од Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложение од дневен ред, точката на дневен ред да се стави. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка: барање со архивски број 07-3021 од 30.10.2018 година за согласно за промена на процентот на распределбата на приходите стекнати од партиципација за корисниците на услуги на Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: барање со архивски број 13-6126/1 од 30.10.2018 година за добивање на согласност за промена на процентот за распределба на приходите стекнати од партиципација на корисници на услуги на училиштето Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорđe Петров Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка: барање со архивски број 13-6126/1 од 30.10.2018 година за добивање на согласност за промена на процентот за распределба на приходите стекнати со партиципација на корисници на услуги на училиштето Средно општинско земјоделско училишен центар Ѓорđe Петров Кавадаци. Согласно Деловникот 59 за работа на Советот на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за ослободување предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на Општина Кавадаци за 2018 година. Кој е за? Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка: предлог одлука за ослободување за одобрување на финансиски средства од буџет на Општина Кавадаци за 2018 година. Согласно Деловникот, согласно член од Деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: правилник за изменување и дополнување на правилникот за одредување на критериуми за условите кои треба да се исполнат за субвенционирање на имплементирање на мерките за обезбедување поддршка на подобрување на енергетската ефикасност
на стамбени згради за колективно домување во општина Кавадаци. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Констатирам дека освоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 22 предлог изменување и дополнување на правилникот за одредување на критериумите за условите кои треба да се исполнат за субвенционирање на имплементирање на мерките за обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетската ефикасност на стамбени згради за колективно домување во општина Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за одобрување и давање на согласност за склучување на судска спогодба број 250/16. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 23 предлог одлука за давање на согласност за склучување спогодба број 250/16. Судска спогодба. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневен ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2018 година за организација и спроведување на манифестацијата Есенски панаџ од 2018 година. Кој е за? Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 24 предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2018 година за организација и спроведување на манифестацијата Есенски панаџ од 2018 година. Дали има други предлоци по предложениот дневен ред? Доколку нема, вака предложениот дневен ред го давам на гласање. Кој е за? Едногласно благодарам. Колеги, пред да почнеме со расправа по точки на дневен ред, градоначалникот ради своите обврски бара обраќање. Погледнете го. Почитуван председател на Совет општина Кавадаци, почитувани советници, почитувани администрација, служби, медиуми и граѓани. Прво денеска од Сабајлево сакам вака јавно да ви известам дека направивме отчет на општина Кавадаци, каде што транспарентно и објективно покажавме она што сме го сработиле заедно како општина, како советници и како администрација. На отчетот беа присутни координаторите на советнички групи од двете страни, председателите на општинските организации и комитети на партиските групи, председателот на советот и службите во делот на раководител на сектор. Уште еднаш на голема благодарност за целокупното заедничко работење и целокупниот заеднички успех во интерес на граѓаните на општина Кавадаци. Исто така сакам лично да честитам роденден на 20 денеска. Е на убав ден на една годишнина на отчет и ваш роден ден. Би сакал малку да спомнам и во делот на точките кои ќе ги имаме на дневен ред, пошто гостите ќе ни дојде еден убав амбасадор од една друга држава, кај што мора да го причекаме да видиме со него. Во делот на јавното претпријатие за паркирање, сакам да ви објаснам и да покажам само една одговорност дека од самиот почеток во создавањето на јавното претпријатие учествуваме сите заедно како служби, како совет, како градоначалник. Физибилите студија која што е направена врз објективни и професионални критериуми, земени во предвид повеќе критериуми. И стандардот на граѓаните, и условите за паркирање, и зонирањето на самата општина. Земни се во предвид и другите конкурентни општини со број на жители и со стандарди на живење, така да мислам дека тој дел е професионално изграден и направен. Тоа предпријатие, доколку успееме ова година да земеме од МВР согласност, че може да почне да работи од декември, ако не најкасно крај на јануари треба да добиеме таа сообраќајен режим за паркирање и дозвола за наплата на паркиралиште. Како општина сме спремни комплетно да почнеме со работа, вработувањето ќе ги почнеме од јануари месец, го имаме платото, го имаме депото за депонирање и морам вака са јавно да ви известам, да ви кажам дека од град Скопје, од паркиралиште, во договор со градоначалникот на град Скопје и директорот на паркиралиште Скопје, очекуваме донација на едно возило пајак. Така да во онаа физибилити студија која што гледате 100 евра дека кошта
набавката на возилото со добри намери и со искрена цел, доколку успеат да си набават ново возило, они се во постапка на набавување, ќе ни дадат возило во солидна состојба, така да таа стапка сега ние ќе одобриме како набавка на пајак возило, доколку не успееме да го земеме донација, али 90% се шанси да го земеме донација, ќе биде помала нашата парципација, односно за кредитното задолжување на самото предпријатие во кое што да го изгради. По делот на измените на комуналец, сакам тука вака да го потенцирам и да го нагласам кој ќе го разгледувате како точка понатаки. На пред неколку седмици, мислам пред последната седмица, донесивме одлука за плаќање на 20 рати. Меѓутоа, се јави еден проблем кај што се јави анализа во комуналец, ево тука е правниот сектор од комуналец, дека многу граѓани имаат многу натрупан долг над 60 или 70 денари. Тоа значи дека 20 рати им се малку и не можат објективно да ги сервираат како рати и плюс тековните сметки да се ги плаќаат, и затоа предлагаме заедно со управниот одбор на комуналец да го зголемиме тоа до 60 рати максимум, што е еден благодет невиден, и уште еден услов да биде минималната рата да не биде под 1000 денари. Да не му даеме на некој 5000 денари да плаќа на 60 рати по 60 денари. Така да двата услови треба да се запазат, и третиот услов, јавното предпријатие комуналец треба да си води сметка да не застари периодично времето траење на плаќањето на рати. Ова вака и до граѓаните сакам да го соопштам дека ќе важи до 31.12. После 31.12, аз се извинувам, до 28.2. До 28.2. Значи продолжуваме и рокот на склучување на договорот. После 28.2, еве уште сега вака ќе потенцираме, ќе кажам и сакам да заземеме заеднички и политички професионален став дека тој рок нема да го продолжуваме. Ако граѓаните или било кој не сватат несериозно дека ќе продолжуваме ратите и роковите, во тој случај ќе си нарушиме рамнотеажата на плаќањето. Така да сакам да имаме единствен став во таа работа. 28 февруари 2019 година е конечна дата за склучување на последниот договор кој што треба да се склучи за бришење на камата и во делот на давање на рати до максимум 60 рати или не помала рата од 1000 денари. По делот на други точки не би коментирал многу, само би искоментирал во делот на додавањето на точки за талентирани деца. Морам да кажам дека од 6 деца од цела Република Македонија кои чуваат на светски напревари по природни науки, математика, хемија, биологија, се 3 дечиња од Кавадарци. И тоа ни беше така едно баре и иницијатива која што го дадовме до вас, на тие 3 деца кои што ќе не представуваат како кавадаречки деца и деца на наши сограѓани, да им дадеме по една еднократна помош за да може да имаат по-удобен престој и по-нормален развој во делот на нивниот понатамошен успех и талент. Во делот на барањето на Радњански за зголемување на процентот на учество на парципирање на професорите надвор од наставата, така би го сватил тоа како точка. Ја додадовте како точка на дневен ред. Како ќе биде гласањето не се мешаме, меѓутоа сакам да потенцирам доколку биде позитивно гласањето и се усвои за да се смени процентот на исплата на наставниот кадар, јас како такво ќе го прифатам и со еден заклучок кој што во рок од 3 дена ќе побараме само една согласност од МОН, односно Министерство за образование, дека тоа е според процедурите на локалното самоуправа и на локалното образование. Се надевам дека тука нема да имаме проблем и многу е логично нивното барање, пошто средните стручни училишта имаат потреба, наставниците патуваат по повеќе регионални центри каде што одржуваат воредна настава или оние, како ги викаме, вечерни школи, кои што не си завршил на време, сега да си го доврши образованието. Така да, уште да сакам да ја поздравам, да ја посакам успешна седница и уште една благодарност за изминатата година. Се надевам дека наредната година ќе ни биде уште поуспешна и да имаме подобри проекти и подобар амбиент во општина Кавадарци. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Одиме со прва точка,
Предлог одлука за изменување и дополнување на буџет на општина Кавадар за 2018 година. Отварам расправа, доколку нема расправа, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Одиме со точка број 1. Одлука за изменување и дополнување на буџет на општина Кавадар за 2018 година. Отварам расправа. Дали има некоја дискусија? Доколку нема, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Втора точка. Предлог одлука за распределба на средства од буџет на општина Кавадар за 2019 година. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 3. Одлука за усвојување на физибити студии за финансирање за финансиска и правна рамка за вршење на дејноста зонско паркирање во општина Кавадарци од страна на јавно претпријатие за јавни паркиралишта. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точка ја ставам на гласање. Земани во една точка 2. Во една се. Го има некој материјал. Одлука за усвојување на физибити студии за финансиска и правна рамка за вршење на дејноста зонско паркирање во општина Кавадарци од страна на јавно претпријатие за јавни паркиралишта. Паркинзи Кавадарци од Кавадарци. Отварам расправа, доколку нема, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 4. Одлука за изменување и дополнување одлуката за јавните паркиралишта од значење за општина Кавадарци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 5. Одлука за изменување и дополнување. Да, ама ако бара некој збор. Точка број 5. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Кавадарци. Отварам расправа. Кој бара збор? Развигор Кабрамов. Да, свој амандман, така? Не, точка 5. Точка 5. Почитувам председателе, колеги советници, медиуми гости. Јас сакам да предложам по основ на оваа точка еден амандман со кој што од кога ќе почне да функционира предпријатието што за паркирање, после 6 месеци од нивното работење да видиме како ќе реагира прво народот у Кавадарци, фирмите, граѓанството, значи да видиме за прва зона има одредени цени, за втора, за трета, да видиме на каков прием ќе добиеме и какви реакции ќе добиеме од граѓаните. Така да, ако треба нешто да се реагира за тоа што прв пат се увидува паркирањето, не знаеме и предпоставка е дека тие цени се добри, да видиме колку ќе направиме обрти, колку профит ќе се направи, ако у случај добро работи предпријатието, да видиме и врз основа на реакцијата од граѓаните ако може да се заклучува. За тоа што гласаме цени, така сега изонирање, предпоставка е дека тие се добри, ама да видиме после 6 месеци една анализа да се направи, да видиме граѓаните што ќе кажат и службите ќе направат таму извештај како работат, па да видиме у кој дел може да се реагира во врска со надокнадата што треба граѓаните да ја плаќат. Благодарам. Колеги, овака ова јавно предпријатие секако на 6 месеци дава отчет преку управен одбор. И ако видиме дека е добивка, ние се договараме добивката да оде во инвестиција или да намалиме цени. Тоа е нормална работа. Значи тоа е како забелешка, или тоа и без забелешка е нормално работење на јавните институции. Благодарам. Дали има друг за збор? Значи такиот заклучок да влезе во записник, али тоа и во тековното работење го дава. По автоматизам го дава. Доколку нема друг за збор, точката со заклучок до Лазар Ториманџев. Председатели, Записник, колеги, советници. Ова е ново предпријатие, сега да му биде јасно и на граѓаните и ово што побара колегите Развигор, физибилити студиите, кажува дека првите 2 години ова предпријатие ќе биде у загуба.
од третата година ова јавно предпријатие ќе биде високо рентабилно предпријатие. Така да нема забуни заради првата година и градоначалникот каже ќе се набавуваат средства за работа, први 2 години ќе биде у загуба. Со добит ова јавно предпријатие ќе почне од третата година. Благодарам. Секако во програмата на јавните фирми влегуваат и ставка, буџетска ставка, пари од општина или па овие донации што ги спомна градоначалникот, ние во тоа нема да не влегуваме. После 6-тиот месец ќе биде дадено на маса, работењето ќе го видиме. За збор колега Данеси. Колега. Да, доколку нема никој за збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Точка број 6. Колеги, немојте од место, не е културно, гледам дека на секоја седница истите луѓе по секоја точка даваат коментар, мене не ми смета ништо. Него јавноста, советник е функција, го брукате советничкото место или па некој е председател на партија, не, за вас не е добро. Значи, да не правиме циркус од функцијата советник. Доколку сака некој да праша... Не, за тие што се чутат како ќе си сване за него кога ја викам за овие што дофрлаат. А како може Мира да си фани за нејзе кога ја викам оној што коментира, таа нема никогаш коментирано. Секој нека си види за себе дали е. Одиме на точка број 6. Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање на зонско паркирање на територија на општина Кавадаци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласен. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Не ве изброа. Колега, ај уште еднаш нема. Кој е за? Дигаш ли така? Добре. Дигај, колега. Немаш ли овакво? Еве ти. Да, ама не така да нали дигаш. Точка број 7. Добро. Не гледа. Точка број 7. Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за утврдување на тарифа за отстранување и чување на неправилно паркирани возила на територија на град Кавадаци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка број 8. Одлука за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање на зонско паркирање на територија на општина Кавадаци, донесена од управен одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точка ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 9. Одлука за утврдување на тарифа за отстранување и чување на непрописно паркирани возила на територија на град Кавадаци, донесена од управен одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Отварам расправа. Доколку никој нема да збори, ја давам на гласен. Кој е за? Едногласно. 10-та точка. Предлог правилник за начинот на отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила и приколки и нивно чување, донесена од управен одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја давам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка број 11. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадаци за 2018 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка број 12. Предлог одлука за одредување на проект приспособување на патна инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во локалитетот Моклишко езеро како приоритетен проект на општина Кавадаци. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка број 13. Предлог одлука за давање согласност за намена на инвестиции. Точка број 13. Предлог одлука за давање согласност за намена на инвестицијата, приспособување на патна инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во локалитет Моклишко езеро. Отварам расправа.
Доколку нема никој точка, ја ставам на гласање кој е за. Едногласно. Точка број 14. Предлог одлука за давање под закуп на недвижни ствари на КП број 2699 КО Марина во собственост на општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање кој е за. Едногласно. Точка број 15. Одлука за расход на компјутерска опрема и електронски отпад со архивски број 02-355/5 од 19.10.2018 година, донесена на седница на училишен одбор на Општинско основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање кој е за. Едногласно. Точка број 16. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за ослободување од пресметување на камата на задоцнето плаќање на долг на физички лица, корисници на комунални услуги и трошоци во постапката спроведени пред надлежен суд или нотар, број 02-1110/4 од 24.9.2018 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Ова што со заклучок од комисија. Отварам расправа, кој бара збор? Ташо Радњански, повели. Почитувам председателе, почитувани советници, служби и останали. Би сакав нели овде да биде директорот на јавното предпријатие Комуналец, не е тука, гледам има свој представник и најверојатно ќе му ги пренесете моите забелешки, заради тоа што тоа не може да се пренебрегне. Овие денови се случи една несреќа во работната единица Гробишта, кога едно лице беше тешко повредено и мускулите и тетивите му беа буквално сокинати. Таму имаше сечење на дрва. Се вака, според член 19 од Законот за урбано зеленило, ставот 1 гласи дека сечење и отстранување може да врши само надлежен орган локална самоуправа Кавадарци. Став 2, отстранување и сечење надвор може да се изврши по добиено одобрение за отстранување на зеленило од страна на надлежниот орган, тоест комисија. За да ја запази законитоста, градоначалникот формира во комисија во која што сосема случајно сум и јас. Така да не се дрзна ниту директорот на болницата ни едно дрво да исече без да дојде таа комисија и ние да ги сликаме тие дрва и комисијата да реши дали тие дрва се отстрануваат. Раководителот на гробишта дал можност или наредба да се исечат неколку кубика дрва без да обавести комисијата, што значи дека раководителот на гробиштата се однесува као кабадахија, поточно као да го ослободил Кавадарци. Он може да прави што сака, за тоа што ја пренебрегнува и комисијата, го пренебрегнува и градоначалникот, и тој е и над комисијата, тој е и над градоначалникот. Зошто овој човек, а тој е Развигор Кабранов, нели? Зошто овој човек се однесува вака? Затоа што постојано му се гледа низ прсти. Затоа што пред неколку години во истата работна единица, кај што тој работи, снема 80 вреќи цемент и 100 килограми армирано железо во време кога истиот градеше коќи. И веќе ја питам господјата правничка, дали тогаш ако ги снема повикавте полиција, дали тоа е запишено, и знам дека знаете, сите знаете и советниците, и несанкционирање на криминал го тера криминалецот да го повтори делото. Јас го ќе ти дадам збор, нека заврши. По точка на Комуналец дискутира, не можам јас сите да ве сопирам кога. Што е точка на дневен ред, Дристо? На рати да се плаќа. Добро, и тоа ќе го поврзи со ова. Како Значи, за немање на 100 вреќи, поточно, за 100 вреќи надвор од точката. цемент кој што нека заврши. Се би му го зборов.
Ако сака некој да бране криминал, повелете на говорницата. Тоа важи за луѓето од лева страна, ти ќе Немојте добиеш од место, можност. колеги, нека заврши, ќе дадеме збор на другите колеги, немојте од место. Не е срамота која ќе обелодениме криминал. Значи, одам понатаму. Развиго, ќе ти дадам збор. Прекинија седница ти викам. Испаѓа од точка на дневен ред. Ама јас ќе прекинам, ти немој. Кога се работи за криминал, никогаш нема посебна точка на дневен ред. Колеги, Нема пауза. Е се заебавате. нека заврши, Значи, ако е краток, уште една реченица. Лично против мене, нека Значи, има место каде шо, зошто аз злоупотребувам говорам. Заради тоа што 100 вреќи цемент во училиштето Страшо Пинџур беа купени и се таму. Таму седи што прекина. Испаѓа човек. Не е коректно. Ко барате да пауза ќе ви дадам. Значи вака, ако мислиш да браниш криминал, повели на говорницата, не се ткри Дайте за пауза, советничката група. Не може да има пауза, дори ја не завршам. Ќе продолжи после. Не бе, не продолжувам пауза, како ќе продолжам? Сега ќе Ако продолжам. е готов, нека Нека заврши професорот, пауза, што ни најде, што? Точка на дневен ред, шо. Добре, развиго, ќе дајме. Еден за друг да не баш. Значи се знае. Ајде ќе дајме пауза, пак ќе продолжи после. Ако барате пауза, Значи вака ќе ти кажам, можеш да браниш колеги, продолжуваме со седницата. Повели Радњански. Значи, Точна, ако која точка расправа. Прочитай. значи, Развиго, че бараш, дигаш рака, не ми дигај од збор. Сега коментирав, колеги, немојте, дигни рака, ќе ви дадам збор, ја не можам со сите вас да се надвикувам. Значи, културно е да крениш рака, и јас ќе ти дадам збор. Кој е до сега што не сум му дал збор? Ти дали се осеќаш виновен или не, кажи на говорница тоа што треба да кажеш, не од место. Не од место, дигни ми рака. Тоа што не е вода моја работа. значи, за 100 вреќи цемент во Страшо Пинџур што беа влезе јавното обвинителство. И тоа вреќите се таму. Ристо уште еднаш ще подсетам, испаѓа од точката на дневен ред. Точка на дневен ред е плаќање на рати за физички лица и фирми, не се гробишта, не е комунација. Колега, јас ти реков од место да не ми збориш, дигни рака, ќе ти дадам. да продуже со цементо и со 300 чуда. А како тебе ти дозволувам од место да ми збориш кога не ти давам збор? Ристо прекини. Јас ќе ти дадам збор, дигни рака, ќе ти дадам. Ма нема шо да ми даеш, тргни го човек. А не е културно од место да зборуваш. Испаѓа од... Не е културно од место да зборуваш. Треба да дојдеш на говорница. Ај симни го, ја ќе процедурално. Ќе го симнам процедурално, седи ќе го симнам. Повели Радњански. Значи, излева ја разнам дека животно може да мутира и да му никнат крила и да одлета по пат на еволуција, ама цемент да одлета да добие крилца, тоа не сум го чул и за тоа, господјо Роска, барам извештај и од надзорниот одбор во однос на оваа точка. Према тоа што го гледав, што беше минатиот совет, оваа работна единица е единствена што работи со загуба. Работи со загуба заради куп неправилности. За неговите сделки со битолската фирма на Никола Манаки, затоа нема да коментирам заради тоа што јавното обвинителство нечам да го кочам. По која точка зборува? Седни, дигни рака да ти дадам Ама збор. што дигни рака, тргни го одговорницата? Ево бе ти тргниме, а дојди ти тргниме. Абе срамота, знаеш што е срамота? Не, дојди ти тргниме. Христо ќе ти поднесам на другата седница импичмент. Разбери. Забрав. Развиго, ти реков да дигниш рака, ќе ти дадам збор. И ќе гласам контра, ќе сменам. Јас ќе сменам лично. Седни, Јас барај ќе збор. дадам збор, јас ќе сменам. А дигни рака, јас ќе ти дадам збор. Ајде да види. Значи, Дигни рака, барај збор, ќе ти дадам збор. Ама прекини го човекот, не е тоа точка на дневен ред. Ниту тебе на сила можам да ти речам да седиш, ниту него да го тргнам на сила. Не сум ја јас имам на сила. 15 минути. Што водиш седницата? Јас ти укажувам дека не е тоа точка на дневен ред. Развиго, седи, јас ќе го прекинам. Ајде да види. Али биди, јас имам 15 минути за дискусија, а нека слушат луѓето и нека ме ценат политички дали сум во право или не. Не си ти тој што ќе ме цениш, Разидор Кабранов. И што ќе цениш работата. Значи, тој истиот Никола кој што прави околу 100 споменици најмалку и кој што за монтажа сигурно ден или 2 дена се наоѓа на лице место, за влез во гробиштата треба да плати 1000 денара. 150 дена која работи, тој треба да плати 150.000 денара кои што ги нема нигде. И како да молчам по тоа дали било точка на дневен ред? Кој има криминал и незаконско работење, нема молчење. И кој мисли да бране криминал, нека излезе тука.
човекот одговорен. И за тоа барам, Оди по дневниот. господја Роска, една финансиска контрола, за да не каже некој дека после вие не сте знаеле за тоа што. Ако не го направите тоа, ја некој од вашата управа ќе го обвинам дека деле со него. Како тоа 600.000 денара се должни, а 150.000 денара по овој основ и мотираат само во сабота или попладне, која нема луѓе од јавното предпријатие. Он сече дрва кога сака. А вамо е неколошка партија. По закон он мора тоа што го пресече да го засаде наново. И се треба да молчиме дека он тоа го прави. Ами што правиме ако продолжи зимата, он ќе со меле гробишта. А се одесува така за тоа што некој му дозволил така и тука градоначалникот има вина. Рака бара избор ќе ти дадам. Абе, имаш ли му главата ти, бе? Професоре, оди. Значи, одиме понатаму. Треба раководство на комуналец да одговори каква беше хигиената за верскиот празник мртвен. Дали има барање таму од МВР за регулирање на сообраќајот? Кои се проблемите со настрешниците што имат што покрај противно сите прописи се прават? И тоа мора да се одговори, ако ќе чекам, ти ако ја го чекам, тоа он ќе продолжи да прави исто, да се понаша, да се однесува како да го ослободи у Кавадарци. Друго, вие, господја Роска, го знаете законот за работни односи. Сигурно го знаете. И во законот пишува дека има 8 часовно работно време дневно и 40 часовно работно време неделно. Точката е на рати како да си платат луѓе, туристо што работи. Ќе го замолиме колегата да оди по точката или ова што е дополнително. Јас Кој не е можам. дополнително, бе? Која точка имаш дополнително? Разви го, не ми дигаш шака да ми бара збор, него ми цркаш, ме Абе, командуваш. тргни го одговорност, јас ти кажам, тргни го. Ти треба културно да дигнеш да бара збор. И Дигни рака и бара збор. како е можно да дојде во 7:30 да си отиде, да дојде се врате во 2:30 да сти и така неколку години. Ще опомена. Водија седницата кај што Колега, биди културен, бара збор ти дадам. Нема да ме сопри со такви. Ама дигни, седни, дигни А рака. не што може треба. да шлапа што сака, бе. Ваде од ракава што сака. Разви го, негирај Не го е тоа. точка на дневен ред, Ристо. Одиме со точката на дневен ред. Професорот има Ама збор. 15 минути не оде со точката на дневен ред. Па од тие 10 ми изема рипачи од место. А Е, сакаш одиме. да покажеш сила, бојрум. Разви, одиме по точка на дневен ред. Тука да ми покажеш сила. Ќе збориме по точката на дневен ред. Или ајде кај изеда, сите изаклучија, вратите нека викат Разви го, врата. а немој да збориш од место. Ама мене сила. Дали не збори, збор ќе ти дадам на говорница. Негирај го тоа на Тоа говорница, кажи немој од више место. елементарната култура што има. Ристо, не е Панаџиова, ти си председател на Совет, треба да водиш достоинствено седница. Ја водам, ама не ми дава. Ја водиш, бе, човек. Че ви- Чи дозволуваш се и се што на точка, одредена точка да ти зборува се и се што. Седни, бара збор, тебе ќе ти дадам збор. Ти не ми бара збор, И- ти се караш со мене. Дали има некој од вас, господи советници, што не го почитува 8 часовното работно време? Што е присутен само 1 час дневно или 5 часа, присутен без да работи таму. Дали има некој тако? И како може тоа да не се санкционира? И со тоа те барам и ќе барам од градоначалникот, не да биде разрешен и од директорот, него да биде избркан од работа или ако веќе не сака да го избрка, не го прати у депонијата кај Илми, нека се дружат таму. Мора да се запази закон за 8 часовно работно време. Да одиме по точката. Одиме по точката, уште кратко. Уште кратко, Уште одиме по кратко точката. сакам тебе да се обратам. Тебе кривично ще ти. Мене ми се обраќа повелик Еве ќе видиш. колега. Идемо Значи, и тебе. Човекот зима 35.000 денара од прилика плата, а 8 пати бил во странство. За кој што зима дневница, по 3 дена, 24 дена, од тие сигурно 8 дена или 10 се работни денови. Како е можно да зима цела плата и да зима дневница? Мене ми се обраќа, не на тебе. Абе како ти ја водиш седницата, бе? Седни, дигај рака, ќе ти дадам збор. И господине, Нормален, бе. Повели пред збор. тебе ќе ти се обратам сега за тоа што ти за ова сносиш директна вина и градоначалникот. Имате ли вие критериуми воопшто кој е тој што оди во странство? Ние треснам овде еден куп пари за да го презентираме на Гроздоберот. Градот Кавадарци, неговата економија, неговите традиции, нивните обичаи на граѓаните и менталитетот на нашите луѓе. Како тоа 8 пати оди таму? И пишува ли тој човек извештај од кој ќе се врати од таму? И ако знаеш и ти сите вие знаете дека пред неколку години
беше фатен со 100, носи 100 кила вино. И дека Мерцедесот буквално легна. Дали знаете дека ако царината го откриеше, тоа ќе го запленеа Мерцедес? Ристо, што работиш? Јас ќе дадам сега, мене ме Само да завршим, уште малку. Мене ме повика, јас ќе дадам реплика, па после ти. Срамота е ова, бе, че се... Она што јас го слушнав од извештај од негов устен, ај должен да даде извештај. Напуште седница на шо Она што го слушнав беше дека испи 30 пива. Јас ќе дадам одговор. Тоа ли е кавадаречкиот менталитет? Така ли нас не презентира и да се врате со една раница сванина од таму? Тоа ли сме ние кавадарчани? И ако он го представува, господине председател на Совет, Советот овде, ја не сакам ваков човек да ме представува никогаш повеќе. Ќе дадам јас. Никогаш повеќе не сакам да... И он може да пие по 30 пива, која ќе се земе сопруга да си плате у ексклузив. А некој треба да плате срка чорба у Ангрото. Благодариме колега, сега јас ќе дадам одговор. Процедурално. го. Ајде процедурално, па после јас сум повикан да дадам јас моје видување. Појде. Почитувани колеги, председателе, процедуралното е на тебе. Земи и изчита го статутот и деловникот за работа. Ако не знаеш как ќе испадне некој надвор од точката на дневен ред, ти треба одма да го прекиниш. Ја 10 пати те опомена Ристо, ти... На оваа што Ташо сето го искажа, ја кривична ќе му преснам, исто и за тебе председателе, има оваа држава и полиција, и обвинителство, и... Не. Ја не паѓам на толку ниско ниво да употребувам зборови што колегата Ташо Радњански 12 години е... Колега, слушај ме сега, викаш... Чеки сега ме нападна човекот... Процедурално, што го збори, треба да биде по мене сега. Ама процедуралното е тоа што човекот лично напаѓа. Значи, некоректно е. Некоректно е лично тука да се врежаме, да се омаловажуеме, да си кажуеме што ова сето што го искаже Ташо може да иде у обвинителство, може да иде у полицијата, секнем да го каже. Има инспекции, има оваа држава, нели, инструменти. Ова сето што го каже, а не требаше тука да го каже. Ова не е местото на оваа точка. Плюс тоа, Ташо Радњански, 12 години, 14, колко е советник, на секој ги гласал извештаите на комуналното. Процедуралното, колега, кажи го, што е да не... Зошто овие 12 години еднаш не каже, оти немало чементо се украло, оти железо се украло, оти дрвата се сечат незаконски. Како дрво се сечеше... Колега, не е тоа процедурално сега дрвата. Чекай. Значи, усред гроб, кај што треба, нели, се жалат луѓето, усред гроб му е дрвото, такво дрво се изсечи, не се изсечи, Бог знае што дрво. И кој му даде на тие вработен мој наредба да оде дрво да сече? Јас таа ден му даду наредба шишиња да збират и книжки да ги метат улица, не дрва да сече. Не убави работи. Значи јас сум одговорен за се што се дешава на гробиште. И не бегам од таа одговорност. Не бегам. Зошто да бегам? Не ми е јасно со каква лутина и со какви негативни набои се испаѓа на говорницата и се мисли ако се испадне ФДА, заглуша ќе го фанеме, ќе го утепме или што ќе му направиме. Има легални институции, ја ги повикувам. И полицијата, и обвинителството, нека дојдат, нека направат контрола. Нека направат контрола. Вакви, значи вакви председателе, уште еднаш испади. Не треба да дозволиш ти лично да се... Ниту тебе можам да те дигнам, да те... Ама не така бе, одма, кај ќе испадне, одма ќе му кажеш, ти испадиш од точка на... Колега, ја и тебе 5 пати ти кажувам, ти па продолжуваш, нема да те дигнам, да те... Не убави Ристо работа. На другата седница рачунај имаш импичмент од мене. Колега, само да ви одговорам. Јас само... Ќе ви дадам реплика, професоре, можам ли јас? Само... Ќе ми пишел... Ќе ме тужил. Имаш видено, господине Лафот, зајак да се плаше? Дали имаш видено така? А дали ти ги повикаш, ја не знам, ама ја веќе ги повикам. Колега, овака, бев повикан од Радњански
има една замерка, неравномерно одење на колегите во странство. Од денеска ние да се договориме. Не замерката не е равномерно, него како не представуваат. Да, значи представувањето на кавадарци треба да биде кодекс на внесување. треба да биде на високо ниво. Сега нечум да коментирам јас кој кај оде и колку пати оде, него сакам како колеги да се договориме да се уравнотежиме. Ако јас сум отишол 2 пати, да има и другиот 2, некој да има 1, некој 3, да не отиде некој 10 пати, некој да биде ниту еднаш. Дали вие како колеги се слагате од сега да направиме еден пресек, кој колку одел, другите дури не стигнат до таа бројка, тој што одел да не оде. Јас сум за тоа, да бидеме сите, ние тука сме сите исти. И јас, и вие, значи немаме некој да има привилегија да оди 10 пати. Че направиме план, а мојот план е да бидеме сите равномерно, сите по исто. Ако отишол Развигор 5 пати, јас сум 3, некој не е ниту еднаш, дури тие не ја стигнат бројката колку што е првиот да не оди и тогаш сме равноправни. Значи, од денеска нека важи тоа правило и дајте поддршка на таквото одење, да земеме сите исто дневници и да се договориме да кавадарци го дајме усветло такво како што е, да не одиме таму да оставаме лоши слики. И друга работа, ја неколку пати, секогаш, не неколку пати, на секоја седница, на секоја точка на дневен ред, довикувате од место. Толерирам се. Немам јас сила никаква да дигнам човек од говорница или па да го седнам да седи. Јас побарувам да бараш збор да ти дадам. Ти ми урлаш и 10 пати збориш и ми викаш тргни го. Значи, бараш него да го тргнам, а ти продолжува да го кршиш редот. Ако се почитуваме. Па не е точно, па сега ми избориш од место. Што не е точно кога ми избориш од место? Колеги, вака, културно е на секој да ви дадам збор, културно е да не го прекршите редот. Ако вие мене ме почитувате, јас ќе ви дадам збор на сите, не од место. Барал Зоки збор, Никола, трет, четврт. Има време на сите одговорница да кажете, припокување не е добро. Зборење од место не е добро. Ставаш или па на секоја точка, некој од колегите коментира. Или се подсмејуваат, ја не знам на кој, камерата тоа го снима, ние советот го правиме да е ниско тело. Советот е највисоко тело во градот. Ние да го задржиме угледот на советот, треба еден со еден да си почитуваме. Колега, ти треба да ме почитуваш 10% од тоа, ја што те почитуваме доволно. Никогаш не сум коментирал твоја одлука, никогаш кога си изборал не сум се смел, ти постојано коментираш градоначалник ова направи на Ристо, не знае да прочита, лошо збори. Значи, ако зборам само ти како што сакаш, тогаш сум добар председател. Ја исто ве гледам сите. Значи, ја не можам ниту Радњански да го дигнам, да го турнам надвор, ниту тебе да ти речам Развигор седи. Ако имам заедно почитување, ако се цениме, ако се стапиме еден со еден, тогаш работата ќе оди добро. Ако правиме работи што не се добри, за мене некој да збори колку сака, ако ја не се наоѓам во тој кош, ако сум невиновен, мене не ме тангира, нема да седам да рипам како попарен. Јас сум прав, ти збори колку сакаш, институциите ќе проверат и на крај ти си лошиот. Значи што си зборел за мене. Ако скокам и ако сакам да се тепам кога нешто некој за мене збори, тогаш ја кабадот го признавам. Значи се осеќам крив. Ристо ги извртуиш работите. Не ги извртувам. Ја, да, ама јас, Развигор, точката на дневниот ред е тоа и јас го предупредувам колегата да оди по точка на дневен ред, исто тебе те предупредувам да дигнеш рака да дадам збор. Не ме поштувате ниту ти ниту тој. Што да земам да се тепам со вас? Не е добро. Ај колеги вака, сега ова помина. Да одиме да даваме збор кој што барат колегите, да се почитуваме, да не од место. Блаже. Процедурално бара колеги. Ќе ја прочитаме точката наново. Не брзајте. Значи колегата бара збор, па другиот, па третиот, имаме време за сите. Да. Зоки немој од место те молам. Фер е, ама колега сега вака. Ти си ми колега и у претходни мандати. На ништо не ти се лутам. Али не е културно да ми префрлаш сега на секој избор. Значи не е злонамерно. Може и некаде сум сгрешил. Али да не биде на секоја точка. Значи после секој мој збор нечем коментар истиот човек да ми прави. Значи најкултурно, најколегијално, најџентламенски да се почитуваме, барем реков 10% од тоа што јас ве почитувам, вие да ме почитувате, мене ми е доволно. Да. Повели Нешковски, процедурално бараше. Почитувани граѓани, председателе, колеги советници. Побарав збор од име на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата
поради тоа што од претходниот соговорник, господинот Радњански, беше упатено барање, не барање, како прашање беше упатено и како ние како советничка група сме бранеле криминал, како ние како советничка група сме сакале да скриеме нечи криминал. Прво ќе зборувам од мое лично име, значи јас прв пат сум у Советот на општина Кавадарци. Немам нити интерес, нити пак сакам да бранам некаков криминал. Вие, господине Радњански, сте, не знам по кој мандат, советник во Советот на општина Кавадарци, по 4-ти мандат, точно. Колега, процедурално бараш? Процедурално, да. Напази го. Па процедурално барам за тоа што беше претходно говорено. Само И ќе кажам на крај зошто го барам тоа процедурално. Вие претходно кажавте дека тој криминал и претходно се случувал. Зошто тогаш како советник не побаравте иницијатива и не поднесовте тужба или барање до надлежните институции да се проверат и да се испитаат тие работи? Од тука сакам да порачам дека советничката група на ВМРО ДПМН нити бранела, нити некогаш ќе брани било каков криминал. Секој кој што си одговара, кој што сторил кривично дело, треба да си одговара и да си го добие тоа што го заслужува. Председателе, вие треба да ја водите седницата на Советот на општина Кавадарци. Тука имавме прекршување на деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци. Изгубивме 15, може и половина час од времето на Советот на општина Кавадарци. И тука граѓаните кои што требаше да ги запознаеме за точката на дневен ред, што е точно точка на дневен ред, некои си благодети, како што кажа претходно градоначалникот, кои што тие ќе ги искористат, затоа после барам од вас да ја објасните оваа точка што требаше да ја дискутираме, оти изгубивме многу време. И друг пат, значи, ќе ме молам да се почитува дневниот ред и работата на Советот на општина Кавадарци. Благодарам, колега. Колега, јас ќе ви одговорам. Значи сега вие спомнавте дека некој од колегите го прекрши редот. Значи, председателот го прекрши и Радњански. Другиот колега, ако речевте тројца го прекршивте, јас со Радњански и со Развигор ја прифаќаме вината. Јас прекршив, не можев да го спречам, овој не можам да го седнам, овој не можам да го тргнам. Зошто едниот колега не го спомнувате? Спомне на сите тројца. Јас сите исто ги гледам. Значи, за земање на став према едно према друг не е културно. Градоначалникот даде објаснување на оваа точка за комуналец и сега ти бараш од мене да повторам. Значи, ратите што биле 20 ги правиме да бидат повеќе, тоа што имаме во Кавадарци семејства, социјални случаи се повеќето што не можат да платат давачките према комуналец. И тие сега прават математика и на 20 рати, ако има примање од 10.000 дена, треба ратата да му биде 3.000 денари. И тој 3.000 денари вика секако не можам да ги плаќам, дај да нема да склучи договор. 3.000 денари тој нема вишак пари и не може да склучи договор. Комуналец дадоа убав предлог преку управен одбор, веројатно со договор на администрацијата општинска и ние го прифативме тоа да бидат 60 рати да дадеме едно улеснување према граѓаните, не према било кој друг. И математиката покажува дека по таков основ комуналец пак ќе ги собери парите само малку подолг период. Во другиот период треба да ги тужиме нашите граѓани со извршители. Тоа е добро за комуналец, извршители и куп пари. Не е добро за народот. И сега балансот за да го направиш да биде и едното и другото удоволено е многу тежок. Али ова е прифатливо решение и добро решение. И ние по тоа можеме да збориме многу и тука да добиваме политички поени. Тоа што е политика, тоа е друга работа. Значи, тоа е друга работа. Балансот не можеш да го направиш секогаш да биде таму. Некаде нешто чаклапа, тоа што Радњански не го кажал пред 3 години, може сега доприло до него. Тој не е инспектор да сите фирми, јавни институции да ги гледа, да ги анализира и да наоѓа грешки. Може да и нема грешка. Ние сега коментираме некој сомнеш. Што е нормална работа? Ама на која точка? Колега, немој да ми без да ти дадам збор да ми коментираш. По таа точка што секогаш коментираш и по таа точка што секогаш сакаш да менеш председател. По таа точка. Јас сум директен. По таа точка. По политичка точка. Јас сум ти пријател, те повикав минатиот пат во канцеларија на само и ти реков Развигор. 1000 грешки имаш направено, те молам, јас како другар да не правиш уште една грешка. Ти продолжи. Значи по таа политичка точка имаш проблем, немаш никаков друг проблем. А тоа што си правил криминал мене не ме тангира. Ја не сум суд да судам дали си правил. Може си правил, може не. Не сум ја тој што треба да кажам, али сомнеш можам да изразам. Сомнеш.
која точка бе? Па на таа политичката точка. Политичка. Не знам јас. Сега кој бара збор, да не ми повели Радњански. Па Зоки, па Разигор, бараш ли збор? Па чути си тогаш, немој да коментираш, ти реков 1000 пати да седиш мирен, да не здусниш ништо. Значи, Па од место ми префрла на секоја точка, не е културно. Како е во на секој мој збор да коментира од место? Значи, тоа е апсолутно во ред, дека не смее да коментира од место и да гледам тоа ретко кој од вас го правите, осем некој од ВМРО. Значи, нема коментар од место, секој што сака нешто да каже, нека дојде тука. Што е тоа коментар од таа страна кога камерата е завртена наомо? Немој да се криете за толпата. Имено. Вие, господине, воопшто не ми оставите впечаток дека нели не штитите криминал. Че просите, ама впечатокот ми дека го штитите. Како спомнавте како председателот го прекршил деволовникот. Јас не го спомнавте господинот. Имајте исти аршини, исти критериуми. Кога минатата седница, која беше една од најважните седници, која беше за ИГМ Трейд, еден идиот од последните клупи почна да вика на градоначалникот, тресни му една шлепаница. Па ти идиот ли си што молчиш бе другар тогаш? А сега наоѓаш мани и важи за сите. Да. Зошто тогаш молчеше, а сега наоѓаш мани? Дали беше така да кажеме? Дали се случи тоа? Имаме ли ние кодекс на однесување тука? И како можете тоа да го премолчите? Ама вие двајца го прекршувате. А колега, деве молам. Колеги, дечеве молам, не од место. Сега пак. Колега, значи дигни рака, ти дадов збор. Радњански од место. Ако имаме кодекс на однесување, дај да се однесуваме сито. Кога сте чуле јас да станам и од место да ве прекинувам? Мисли некој дека ќе ме деконцентрира, нема шанса. Одиме еден појде. Ја точно знам што сакам да кажам. А вие дали ќе се оградите или не, тоа е ваш проблем. Значи вака. Ја чинам дека ако не се оградите од ова што ја го кажав, вие правите политичка грешка. А ваше понатамошниот коментар и ваше судот. Јованчев на говорница, па колешката, тој ти бараше збор. Дигај раката, ще молам колега, пошто си млад да учиш нешто од нас, тоа што не чини не го учи. Има и работи што не чини. Учи тоа што е добро, али немој да коментираш, ми коментира Развигор, ми коментира Душица, некој друг, од место не. Дигни рака и ви давам. Што е спор? Па ме искоментира ти, кога јас коментирам едно, ти ме искоментираш. За нешто имаш право. И ја ќе се извинам ако сум сгрешил, ама немој да ме коментираш од место, дигни рака, ќе ти дадам. Повели. Ако ве спомнав, излезе и збори што сака. Почитувани граѓани, колеги советници, председател на совет, медиуми, вработи на администрација во општина Кавадарци. Очигледно дека точката на дневен ред отиде во недобар правец. Значи тука не сме ние советниците да обвинуваме дали овој го прекршил или оној советник го прекршил. Деловникот за работа и говорниците. Почитувани колеги советници и двајцата од СДСМ и од ДОМ. Вие сте луѓе во години, интелектуалци, професор, таму политички науки и така натаму. Мислам да го задржиме ова нивото на дигнитетот на функцијата советник. Не е добро вашите лични проблеми тука да ги соочувате, да ги кажувате јавно. Имаме точка убава на дневен ред. Точката на дневен ред е ослободување, односно овозможување на физичките лица плаќање на рати, на 60 рати за останат долг. Беше на 20 рати, сега го правиме на 60 рати. Значи имаме толку убава точка, целиот совет се ставаме во улога, нели, да помогнеме на граѓаните. Ве молам, да нема лични препукувања. Тие личните суети, личните овој што ги имате, ваши размислувања, оставите ги тука во холод, кажете што имате. Не е добро граѓаните на Кавадарци да слушаат вакви работи. Председателе, значи тројцата го прекршивте дневниот. Се слага. Ама кога некој... Значи ако имаме, нели, некогаш може и јас сум го прекршил точката на дневен ред. Не намерно, ако е. Во ред знам да се извинам. Сега имаме, реков, ослободување од, односно, плаќање на одложено плаќање. На одложено плаќање на долгот за комуналец, на 60 рати. Ние како советничка група
а поддржуваме ова, иначе гласаме за. И секогаш кога ќе дојдат вакви проекти убави, кои ќе се во интерес на граѓаните, ние тоа ќе го искористиме тоа право и ќе го гласаме за. Благодарам. Благодарам, колега. Повели Душица. Нешковски, она е наред. Не, ти беше наред да го запазиме редот. Последен те прашав тебе дали бараш збор, ти рече дека бараш, значи она беше пред тебе. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, медиуми, од тоа нешто што сакам да кажем во врска со моментната ситуација што настана тука, ако можем така да ја наречем, кажем нешто и колегата советник Зоран Јованчев и би сакала да се задржам на тоа да не се прекршува деловникот за работа. Би сакала да се однесуваме малку принципијални во соглед на нашите професии што ги имаме, со оглед на граѓаните што гледаат. Доколку има некои лични пресметки или некои напаѓања од еден кон друг, тоа може да се реши на друг начин, меѓутоа јас, колега Радњански, не го одговарам лично, јас за тоа што кога веќе точката е на дневен ред ставена, значи може. Може, доколку имате нешто да додадете. До вас имам една забелешка, председателе. Значи, секогаш, кога некој зборува, вие секогаш ме се уфрлувате. Ајде да бидеме малку по-цивилизирани, да се дослушуваме сите до крај, па секој на секој да му реплицира, доколку има процедурално да се го каже тоа што треба. Значи, имаме од службата представник, тука е од правниот сектор. Значи, би сакало убаво да се изјасни, доколку на некој не му е јасна на оваа точка, за одлуката за изменување. Да, прочитам, веќе ја заборавивме, изгубивме повеќе од половина сат. Одлука за изменување и дополнување на одлука за ослободување од пресметување на камата за задоцнато плаќање на долг на физички лица корисници. Че јас пак го кажувам исто што кажа претходните советници од ВМРО ДПМН. На комунални услуги и трошоци во постапка спроведена пред надлежен суд или нотар под број тој од 24.9.2018 година донесен од управен одбор на ЈП Комуналецка Вадарци. Толку. Многу јасно и едноставно. Доколку постојат некои сомнежи, доколку постои нешто, некоја неправилно работење и се коси со законот, постојат институции за тоа. Меѓутоа, ние изгубивме пола сат за јас како што добив печаток за едноставно неусогласување на некои лични интереси и добивање на политички поени. Доколку има некој со некого нешто да се расчисти, че ве молам говорница да не ја користат за тоа. Како што ние можем да се координираме, нек се координираат и тие. Не е во ред, значи половина сат да се зборува за нешто за кое што нямаме ни документација, за нешто што е на дневен ред, за нешто што не знаеме ни што се случува. Плюс тоа не сме ни компетентни ни во овој момент за тоа да одлучуваме. Нити пак да дадеме мислење. А инаку за криминал ВМРО ДПМН, посебно оваа советничка група, не штите криминал. Доколку нешто не е во ред, значи тоа го оставяме на институциите. Не сме ние во можност, не сме ние институција за да го штитиме криминал. И тука не станува збор за криминал. Значи тука станува збор само за оваа точка од дневен ред. Доколку има, доколку се пронајде нешто така, тоа веќе се знае кој се надлежен за тоа. И тоа ќе ве молам, друг пат, колега, ве почитувам како професор, кога излегувате на говорница малку да бирате зборови, сепак сте професор, не? Значи, треба да внимаваме и на вокабуларот кој што го користиме, сепак сме представници на граѓани на Кавадарци и ви сакала да го задржиме достоинството како што доликува. Значи, пред половина саат, градоначалникот кажа дека оваа година многу добро поминала, значи ги изгласавме сите амандмани, предлози, одлуки, се што треба во интерес на граѓаните. Дајте во интерес на граѓаните да задржиме до своето. Ви благодарам. Реплика имаш? Чекај. Према кој реплика? Реплика па Радњански реплика. Повеќе. Че цела ситуација излезе од контекст. Јас пред некој време се јавив за процедурално, чисто онака како забелешка дека тројцата излеговте од точка на дневен ред и го прекршивте деловникот, а и тројцата сте од една советничка група.
Ја не знам зошто пак прстот се покажува кон советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. И сакам да ви се обратам, професоре, значи повозрастен сте од мене, ве почитувам и затоа нареден пат ве молам да ги одбирате зборовите и да ме почитувате како јас што ве почитувам вас. Оти тука нема причина некој од некој да се плаши. Благодарам. Повели Радњански, реплика. Велите, господјо, да решиме лично несогласување. Што брза помош ли треба да даде? Како ќе решиме лично несогласување? И кога зборувам за можен криминал, за можни недоследности, немојте да се држите на точка дали е на дневен ред или не е, господјо. Ако ја имам сознание дека некој сака да ве убие, не ме интересува, ќе чекам кога ќе дое точка на дневен ред за да ви соопштам дека може да ви се случи нешто што не треба. Тогаш ќе ви се случи нешто што не треба. Јас сум должен тоа да го кажам. И ова се сериозни индиции, под допрен глас јавната обвинителство да реагира. А дали сме ние коалиција или не, јас знам вие на што алудирате. Да бека он е од вашата советничка група, да, не мешајте баби и жаби, господи. Оти ако ја кажам дека некој сега што го брка и Интерпол и цела полиција беше ваш шеф, ќе излезам од дневниот ред. И не сакам тоа да го зборувам затоа што и он беше коалиција со вас. Значи немојте тоа да се го спомнале дека е коалиција со нас. Реплика или збор? Повели. Колега, бидејќи лично ме прозвете, мора да ви одговорам. Значи, тоа кога кажав некои лични интереси, значи, во испадна атак врз колега, што јас не можам. Атак врз криминал. Значи, ако веќе имавте тоа, како што ми посочивте, доколку јас имам, нели, некоја најава за убиство или некоја закана, а може би имам, не знаете. Значи, тоа се става кога се прави дневниот ред во дополнителните точки, ние да го изгласаме. Доколку вие посакавте дека имате најава или дека имате сознанија или дека сте во текст со нешто, тогаш можевте тоа да го предложите, че го изгласавме како дополнителна точка на дневен ред како секогаш и че си течеше. И ја може во моментот сега имам некои најави, може јас сум со нешто известен или некој друг, но и што не можам да му го земам правото или го немам тоа право, и јас да излегувам на говорница да зборувам нешто што не е поврзано со дневниот ред. Значи, ја пак ќе ве замолам, професоре, значи многу сте нервозен. Значи, смирите ги малку страстите. Јас толку убаво ви се обратив и ви објаснав и ви реков, професоре, вокабуларот, смиреноста, емоциите малку да спаднат. Значи, сепак треба да одлучуваме тук. Не сме само за една ден. Од таа гледна точка, за тоа ви алудирав. Значи, доколку политички поени секогаш се стремат некои да добијат на говорница, никој не добил на говорница. Значи, народот се доволно паметен, менталниот склоп му е окей. А дали, лично мене ми се обратив, веќе ме гледавте дека нашиот шеф заминал, тоа веќе не е работа, за дискусија. Гледате како вие сега, значи сте вознемирени, имате наливи на емоции и чувства и малку повеќе од колку што треба во негативна. Ќе ве замолам, значи тај да бидеме малку посмирени. Јас одговор на тоа не може да ви дадам, затоа што стварно не знам што се случува. Ако завршивте, мислам. Значи сега јас сакам да се го дадам завршното, значи му се обраќам на професорот и му викам. Али сакаш на разговор да му помогнеш? Ама сега, зошто сега ти ми го менуваш мислењето? Значи јас кажувам нешто и сакам да дадам заклучок и да завршиме околу ова и да продолжиме на точката на дневниот ред. Што сега јас имам врска со Развигор? А да ставиме крај на ова точка, да гласаме? Ама како ќе ставиме крај на оваа точка кога вие не ни додавате да се докажеме? 3 пати излезе исто го повтори. Сега да те потсетам. Еве и записникот кога ќе го читаш наредниот пат ќе видиш. Баш ме интересира записникот дали ќе биде 3 пати ми даваш реплика истата реплика сега. Ја прекинувам, а ти мене ме прекинуваш. Рековме од место да не збориш. Ама председателот. Дигни рака, ќе ти дадам и тебе збор.
Сега се повторуваме. Председателе, јас алудирам на водење на седница без нервоза. Не е нервоза, ама сега истото 10 пати. Ама сега па ти дигна ли рака да ме праша дали ја ќе ти дам збор да ми влезеш во реченица? Ајде збори пак по четврти. Па сега, ајде мислам сега стварно, ама не да го повторувам. Значи едноставно бев прозван од професор. Кога збориш за тема, не сакам. ставаш акцент и даваш уште оди на темата. Па вие цело време го давате огнот на темата. Јас сакам да го смирам, сакам да го згасам оган. Го смируваш ако одиме на друга точка. Како ќе одиме кога точка даваме не е на гласање и готово. Точката ја гласаме, нема да гласаме твојата реплика. Со тебе сакам да се докажам ако ми. Ајде докажи се. Значи, како што кажавте вие треба да си го смените вокабуларот. Тука нема оган, тука нема вода, тука се е окей. Дајде да смириме топката. И ќе ве молам да не ми префрлате додека зборувам. Што имам врска јас со колегата Развикор. Ама ми даваш реплика, па мене ми збориш. На него реплика, па трето, па четврто. Ама сам се подавате вие председател, вас никој не ве повикува. Ма истото значи ја му се обратив на професорот. И чисто го замолив, професоре, дајде да смириме топката, дај да не биде таков негативен набој, дај да го смениме малку вокабуларот. Од иста професија сме. Значи учиме деца. Значи само таа гледна точка. Не завлегувам во политика. И не сакам да бранам никој, нити па да напаѓам некој. И пак ќе речам, дај да продолжим на точката на дневен ред која што е сега. Доколку сакате, друг пат да не го вметнувате вашето мислење на некој да му влетувате во реченица, тоа што се губи смислата. Колешки, ако не ве прекинам, ќе не стемне овде со тебе. Тоа ти е трет пат сега што го кажуваш, имаш опомена јавна, нека слушат и советници сите дека вие сте многу. Ми повтори 10 пати, 11 пати. Реплика се дава минута, две, не се дава 1 сат реплика. Можам ли ја да ви давам реплика 1 сат да ми изборите? Како сега јас да се докажам кога вие на секој вие проценувате кој има право? Ама репликата нема неограничено време. Репликата. Каде ви е тука да видам јас времето кој колку? Деловникот дава реплика 1 минута, ти 1 сат Ама јас ќе се докажам многу убаво и ќе се заминев до сега. Ма земи збор колешке цел сат збори, немој реплика. Зошто земам цел сат да зборам да. Ама збор баре не ми баре реплика и 10 минути 20 ми зборуваш. Баре си збор ќе ти дадам. Речи ми председателе, реплика барам, па одма и збор барам. И тогаш збори 1 сат. Ти у реплика ми збориш 40 минути ме ја поду главата. Ама да, сега треба да барам збор. Збор ви давам, повели, збори колку. Може ли сега? Може. Така може. Да се дозавршам. Значи, ќе ве замолам за војднина, ако не, дај да се донесеме некој кодекс, пошто го спомна и кодексот на однесување. Што се договориме, гласаме и се носи, не е страшно. Да, ајде да го изгласаме кодексот на однесување во вербално изразување, вокабуларот каков треба да ни биде. А во кодексот на однесување спаѓа, сега имам збор, не ми се мешај. Кога оди, колешки се извинувам. Нема да се извинуваш, имам збор. Сега зошто не влезеш во збор? Кога бара колега збор по точка, во што го збори не е по точка. Значи ние, ти ме викаш колега дај ми збор. И јас сега тебе ти давам збор да збориш по точката, не да ми баиш на глава. Значи ти бараш збор, по точката збори кога е збор. Реплика можеш да ме спомнуваш мене. Ако нека ми каже. Председател е на совет на општина Кавадарци. Ако не знаете, јас сум професор, воспитувач, не сум бајач. За таа струка уште немам. Таа е дополнителна дејност што ја работат луѓето. Можеш да ја работиш. Во дополнителни дејности. Па ако жена ви го работи тоа. Нека работи жена ми со неј се заедно работи, не. Значи, самите видовте, значи џабе да се зборува за тоа што председател веќе дефинитивно вокабуларот му е колешке, вака ви го взимам збор. Колеги, по точка, кога бараме збор, да се почитуваме. Кога бараш збор, одиш по точката. Мојата жена не е ставена како точка на дневен ред. Ако ја предложиш ти, колешки, ќе ја ставиме, ќе дискутираме. Не е спорно, ако сакаш да ја предложи, ја ставиме, ќе ја дискутираме. Не е проблем. Реплика зборуваш против тој што те напаѓа. Кога бараш збор по точка. Па зошто за мене не продолжи? Не си ти за тоа да гледаш дали има човек. Јас сум за таа да. Па од место не треба да збориш. Кога одиме кога збориме, колеги, кога бараме збор, ние збориме по точката, така? Репликата е на тој што го напаѓаш. Значи репликата е по тој што го напаѓаш. Сега ти. Да, ама на точка на небе ме дотураш на точката, уште една точка, жената на председателот на совет. Ако продолжите вака, може да напуштиме седмица. Фала Богу, не е ни тоа грешка. Не е грешка. Повели, колеги. Вака бидејќи ме прозва колешката од ВМРО ДПМН, само ќе ја реплицирам.
Нема да бидам толку долг колку неа, ќе кажам вака. Вие најверојатно сте многу еднокрвни кој е во прашање криминал, а кој е во прашање криминал, јас сум нервозен и настапувам емотивно. И паднавте во замката да браните криминал. Благодариме, одиме со гласање на точка 9, кој е за? Добро, Кој побара пауза? Кој е за? Точка на дневен ред. Кој? Абе не е пауза да бегаш од говорница, каква пауза? Избега, нема треба да бара пауза. Точката ја давам на гласање, кој е за? Број ги, колешке. Колку сме за? 10 за, благодарам. Одиме на друга точка. Ако барате пауза ви давам, али ако бегате од говорница, не можам да давам пауза јас поради тоа што некој бега. Пауза, ви сто им пауза, баш уби се каме. 5 минути пауза овде оставите. 17 точка. Предлог решение за разрешување и именување на членови на Општински совет за безбедност на сообраќај на патишта. Отварам расправа. Кој бара збор? Председател на мандат на Виолета Повели. Виолетка Димитрова. Председатели, почитувани присутни. Согласно член 372 од Законот за безбедност на сообраќајот за патишта, председателот и членовите на општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата ги именува Советот на општината, односно Советот на град Кавадарци. Комисијата за мандатни прашања и именување, предлог за председател на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата го именува Љупчо Лазов. Предлог членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кавадарци, Македонка Илиевска, Горан Ристич, Силвана Танева, Ангел Данов, Снежана Најдовска и Диме Макоето. Како председател на Комисијата за мандатни прашања и именувања, уште еднаш скренувам внимание. Значи, до комисијата обавезно, задолжително да се достават CV на сите предлози за членови на оваквите комисии. Благодариме. Ве молам во иднина да го почитувате. Колеги, ако има некој за збор, доколку нема некој за збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Десет за, кој е воздржан? Кој е против? Воздржани 5, против не. Благодарам. Осумнаесета точка. Предлог одлука за примање донација, проектна документација за јавно осветлување во општина Кавадарци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Зоки, да? Едногласно. Благодарам. Точка број 19. Барање со архивски број 07/3021 од 30.10.2018 година за согласно за примање за промена на процентот на распределба на приходите стекнати од партиципација на корисниците на услуги на Средно општинско училиште Киро Спанчов Брко Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Се извинувам со заклучокот. Со заклучокот. Со заклучокот. Се извинувам. Одлуката со давање на согласие. Со заклучокот. По добиено мислење. Да, со заклучокот по добиено мислење од министерство. Благодарам. Едногласно. Точка број 20. Барање со архивски број 13/6126/1 од 30.10.2018 година за добивање на согласност за промена на процентот за распределба на приходите стекнати од партиципација на корисниците на услуги на училиштето од Средно општинско земјоделско училишен центар Ѓорче Петров Кавадарци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно благодарам. Точка број 21. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2018 година талентирани ученици. Отварам расправа. Доколку нема за збор, ја ставам на гласање. Кој е за?
Едногласно. Благодарам. Точка број 22. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за одредување на критериуми и услови по кои треба да се исполнат за субвенционирање на имплементирање на мерките за обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетската ефикасност на стамбени згради за колективно домување во општина Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно благодарам. Точка број 23. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба број 50/16. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 24. Предлог одлука за ослободување за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадац за 2018 година за организација и спроведување на манифестацијата Есенски панели од 2018 година. Отварам расправа. Доколку нема за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Колеги, со ова исцрпен дневниот ред, ја затварам 80-та седница на Совет на општина Кавадац. Благодарам.